Одиме на 70 килограми. Фати Вејсели од Македонија против Стефан Коман од Романија. Каква е романската школа на борење? Одлично. Романците се едни од најдобрите борачи, многу цврсти. Се работи за таков еден стил на борење каде што неверојатно многу работат на физичката подготовка и им е нешто како препознатливо во однос на многу други. Имаме и ние квалитетен борач. Мислам дека очекувам да имаме квалитетна борба. Јас романскиот борач, бидејќи е помлад, него многу познавам, меѓутоа се работи за една квалитетна екипа која дојде во Штип и мислам дека ќе имаме добра борба. 7 килограми. Она борба што ја следевме на почетокот првата во ведната на Аид. Да, и таму медалот го доделуваше Шабан Трстера. Нашата легенда. Да. Стефан Коман има 24 години од Романија. Оваа година настапи на Европското првенство во Загреб, сениорско, во конкуренцијата 65 килограми, пето место, што е извонреден резултат, станува збор за добар борач. Значи тоа е европско официјално првенство и така да треба да очекуваме интересно. Значи се борел за медал. Така е. Значи сега такви се правилата, оној што ќе победи е трет, а другиот е пети. Значи тој во борбата за медал го изгубил тој меч. Фати Вејсели има исто така 24 години. И ќе биде ова интересно да се така, проследи. Така што почна, гледам минута време, немаме... Тактизираат и двајцата. Да. Нашиот Фати Вејсели во Загреб, во Хрватска, на сениорското европско оваа година, беше 9 во својата конкуренција 70 килограми. И говори сето тоа, ова статистика што се вели за добри двајца борачи. И затоа неизвестно е на почетокот, веројатно, и тактизираат. Да, и најверојатно се познават и од таму и ги следеле нивните борби, така да... Значи, опоменат е нашиот борач и сега... За неактивност? Да, за неактивност. Ако за 30 секунди не направи акција, тој ќе изгуби 1 поен. И тоа се регистрира на семафорот, така да тој ќе мора да биде поактивен. Меѓутоа, гледате, и двајцата тактизираат. Во оваа ситуација, двајцата имат таков еден стил, се плашат и мислам дека колку е да е во следната фаза, веќе 1-0. Значи тие така поминат. Да доби тој поен поради предупредувањето за нашиот борач. Меѓутоа, ова борба е малку различна од другите. Се тактизира, помалку поени имаме тука. Во секој случај никој не превзема иницијатива. Не. Па затоа и можеби е воведено тоа правило да ги примора, да ги натера да бидат активни. Инаку ќе губат поен. И тоа го ценат судиите. И тоа е добро. Одлично правило. Во интерес на атрактивноста на... Да, јас реков дека има многу промени и мислам дека треба најголем да се внимава, бидејќи чести се промените. Се случува некојаш во една година да има промени. Јас сум разговарал порано со стручни лица од Светската борачка федерација и реагиравме на тоа, така да можеби да се направат промени во еден олимписки циклус на 4 години, тоа да се... не се случува така често, бидејќи може да биде избунувачки на некој начин. Завршува рундата, тактизира двајцата и тука. Меѓутоа, во следната фаза ќе морат затоа што и романскиот борач иако води, недоволно е несигурна. Една акција тука, само еден влез за нози и може да го промени текот на надпреворот. Инаку романецот бил и петти на јуниорското европско 2019 во Шпанија, што говори за континуитет на добри резултати од една страна, меѓутоа пак од друга страна начинот на кој нашиот борач Фати Вејсели се спротивставува денеска говори дека станува збор за еден наш извонреден борач со голем капацитет, имајќи предвид каков противник има и пред себе.
Во секој случај резултатот кој го постигнале двата борачи на европското првенство покажува за еден да речеме квалитет. Сепак 5-то или 9-то место е висок класна, рековме, на европските првенства. И тоа на сениорско. Па и категоријата 70 кг. Нешто така што е многу интересна категорија. И сега гледате дека веќе почнува нашиот борач да атакува, малку поагресивен е. Фати, еве, направи акција за нога, се уште нема поен. И да видим, опа. Интересно сега, многу интересна акција. Романецот добро изигра. Се извлече некако. Да, ама на крај не успеа, се улови надвор од борилиштето. Во својата мрежа. 1-1. И сега да подсетиме ако остане вака, бидејќи нашиот борач освои последен поен. Да, веќе е регистрирано таму и на семафорот се гледа да каде што тој има предност. И тие можат да го следат тоа. И тренерите, и борачите, и судиите, сите значи кој има предност. Имаат увид во настаните. Идентична техника, значи пак уште една што е влегување за нога од страна. Доби 2 поена, веќе добива 2 поени. Да, 2 поени и друг тек борбата. И се мислам дека ќе биде многу интересно. Да, завршниот дел ќе донесе известност 3-1 за Фати Весели, за нашиот борач. Стефан Коман е во резултатски подредена улога сега за сега. И одлично. Одлична акција, 4 поени, веќе се надзира можеби 7-1 е веќе. Да, 7-1. И ова е веќе убедлива предност. Па и уште 2 поени, 9-1. 9-1 и се ближиме и јас би кон сакал извонреден резултат. Да, може би да дојде до технички туш. Значи јас би сакал да напоменам една работа за борач кој има толку достигнувања, се можеби нема медали, меѓутоа се става во рамките на едни од подобрите борачи во Европа, во својата категорија, изреагира многу почетнички. Се налути, изреагира и така натаму, и тоа не смее да го прави. Колку и да се случи да има некој проблем, значи крај. Помалку 90 секунди до крајот. 7-1 е за Фати Весели, одземени 2 поени, но вратени сега. Не, тука направи грешка и Фатун, значи не беше завршена борбата, беше вратено назад, имаше грешка на семафорот. Така. И почетнички грешки кај двајцата. Не требаше, многу порано почна да се радува. Следејќи го семафорот. Да, тој имаше 9 и мислејќи дека добише 2 поени 11, меѓутоа му беа намалени при промена на одлуката на судиите. Но ја врати предност од 9-1. Да. И делува доста спремно, подготвено Фати Весели. Фати Весели многу тактички добро се избра. Еве, 10-1. Уште еден поен и ќе биде готово. Па да, значи разликата од 10 ја очекувам, меѓутоа има реакција на судењето на судиите. Да видиме како, значи сега ќе ја следат на камерата, ќе видат како челендж. Да. Меѓутоа имаме и на другата страна челендж. Најверојатно и таму има одлука која не била прецизно оценета или има реакција врз основа на неа. Таму ги имаме израелскиот борач и шпанскиот борач се преворуваат. Сега тука го очекуваат главниот судија, делегатот на турнирот, романскиот представник. А интересно е и дека главниот судија на Душекот исто од Романи. Сега во момент. Но имаме добра арбитража, добро судење. Одлично судење, одлично. Мора да признаеме, затоа што никој не доби наклоност.
според ова што го гледав цел ден и сега што гледам, мислам дека се трудат да бидат реални во однос на судењето, објективни и тоа го прават. Меѓутоа, јас пак би послушал една работа, две катастрофални грешки и на двајцата борачи, значи од еден таков калибар, значи борачи кои настапуваат на меѓународни и високи првенства. Имаше реакција прво од романскиот борач каде што изреагира, да не речам детски или почетнички. Мислам дека тоа не му води. А не е неискусен? Не, тој направи грешка и грешката не мора да бара со тоа што ќе манифестира и ќе ударе по душикот. Туку треба да се свести да рече каде ми е грешката, да тргне во контраофанзива, а кај Фатон се направи една ситуација каде што не ја процени дека тој ја нема акцијата и мислеше дека е завршена борбата. И сега доколку да, еве, значи бидејќи неправилно, тој доби 11-2. Да. 48 секунди до крај. 11-1 се поправи резултатот на семафорот и борбата завршува. Значи Фати Весели е прв. Видовме едно големо тактичко надмудрување и видовме дека нашиот борач Фати Весели